Здраво, денеска ќе ви го читам проодговорот од тато и мама приказна. Тато и мама приказна. 14 татковско-ќеркински приказни за читање и смеење на клас. Тато, ајде да правиме приказни. Искуството да се размислува и да се пишува со дете од предучилишна возраст е неповторливо. Искуството да се прави тоа со сопствената ќерка е незаменливо. Тоа искуство е преполно со дружба, емоции, креативност, активно учничество и многу смеење на двајцата вагабонди. За да ви раскажам како секој од нас придонесе кон тоа, дозволете да ви ја раскажам приказната за нашето приказно творење. Во 2014 година јануари, Гала немаше ни 5 години, а не чувствуваше презаситеност од сите волшебни, народни и велелепни приказни што ги имаме раскажано и по 200 пати. Затоа побара од мене да смислам приказна. А јас, каков што сум, секогаш отворен за соработка и за интересни идеи и предложив тоа да го направиме заедно. Ги замислувате тие љубопитни зачудени очи и уста од која се излева. А како се прави приказна, тато? Она што можев да го смислам во тој момент е да предложам рецепт за приказни. Па, секоја приказна треба да има некој проблем, што му се случил некому, а потоа тој некој успел да го реши. Се разбира, попатно и ние треба да научиме нешто од тоа. А како да го реши? Се уште зачудено ме праша Гала. Бидејќи сакам да објаснувам преку примери, јас си реков да замисли дека некоја зајаче имало некој проблем и да предложи каков проблем би можело да има тоа зајаче. Проблемот што го избра Гала е: на зајачето му се заплавило морковчето во дупка. Мене ми се допадна и прашав како успеало да го извади. А Гала искрено и помалку неочекувано одговори: па така, пробувало и успеало. За да ја покажам дека приказната може да биде поинтересна, ја прашав дали сака приказната да заврши тука или можеби сака приказната да трае подолго, па да размислиме на кои други пречки наидувало зајачето и каде барало помоши некој му помогнало така натаму. Гала слушна и продолжи. А, да, па ја викнало лисицата. Тоа е, си велам, не мало одложување. Па и лисицата не можела, иако заедно влечеле, па дошла волчицата, па и таа влечела, ма ништо, па и мечката се приклучила и дури тогаш успеале. И толку. Откако го слушнав ова, се реков: чекај, а каде е тука крајот, каде е пуката? Па и реков на Гала: а што се случило после за морковот? А што можете да научат децата кои не ја слушаат оваа приказна? Мојот живот не ме подготви за одговорот што следуваше. Си го подедила морковот и си го изеле, оти биле другари. Едноставно, неочекувано, интересно, поучно и пред се детски искрено. Ете таму, во тој одговор и во тој мал муабет лежеше рецептот и почетокот на нашето раскажување и книготворење. Некако кога го спроведувавме рецептот, тоа беше само прашање на секоја згодна пригода за дружење на која заедно навигираме во нашиот фиктивен простор. Ќе почнавме од иницијативата ајде да смислиме приказна. Ќе пробатувавме низ неколку прашања, расказни раскрсници, например, кој да биде главен лик? Еж, зајак, санка, џин? Што да биде неговиот проблем? Не може да лета, не знае да зборува шпански, да пее високо С, каде оди, што прави, како на крајот успеа да го реши проблемот? Ова беше креативност ролер костер, низ кој се возевме јас и Гала, еден до друг, истовремено, рамноправно и морам да кажам, генијално. А откако ќе сватевме дека имаме приказна, мене ми остануваше само да го додадам моето знаење од букви за да ја пренесам на лист хартија, на Гала да ја оживеа преку сопствените илустрации. Ете, затоа оваа наша книга се вика Тато, имаме приказна. Желбата на Гала и нејзината љубопитност беа поидовен момент
во заедничка реакција на се што ви го подаруваме вам за читање на глас, за уживање и за сладко смеење. Александар Таковски. Па, најчесто има некои работи што им се случуваат на децата со татковците и некои работи за живот. Па, еве ги насловите. Писмо за облаците, Осамената санка, Вања сака сладолед, Вања е китче, Малото големо авионче, Волшебниот делфин, Змијата која сакаше пуканки, Финскиот сон на лулачките, Матеја и музикалниот мраз, Приказната на полжавот, Ежот без ботки, Рецепт за колачиња, Случајот изгубени купајки, Мила и Крапон што и научи луѓе на како се сурфат и Рај за партежите. Одвоени се, нема ниту една поврзана, како што разбрав јас тука. Да. Често се случува животните да можат да зборуваат и смешно е како родителите еден меѓу друг се зборуваат, како навистина така срце. Многу интересно. Да. Затоа што таму биле во Охрид и крапот бил од Охрид и многу смешно зборува. Зашто вели шо и за прави вели правит и така натаму. Па Ежот без ботки, Матеја и музикалниот мраз. Матеја и музикалниот мраз ми се допадна затоа што тоа девојчето Матеја ќе научи дека не треба да брза кога учи да лезга на мраз. И потоа ќе ѝ помогне еден тој мразот што бил на лезгалиштето, за да може да учествува на шоу. Па за лизгање на мраз, така на музика некоја ќе. Ежот ми се допадна што интересно беше што немал ботки и како можело да му се ме зачуди како можело лесно толку да ја извадат гумичката од чешелот. Јас кога пробував никад не можев да ја извадам. Некој прадедо го насамарил сонцето и сонцето за да му врати направил секој милијардите еж да се роди без ботки. И тој ежот се родил без ботки. Требало една тетката на едно момче Мики што се вика што ќе му помогне на ежот, да ја фарба мајката на момчето. И требало чешел за тоа и четка. Тоа момчето Мики има едно глувче Ана што се вика и тетката многу се плаши од глувци. И намерно ќе ја пушти Ана од собата за да ја исплаши тетката и тогаш ежот ќе ја земе четката и така ќе ја земат. Па сигурно ќе се плаше, ама кога се појави така ежот со бутките, не се исплашија. Писмо за облаците. Таму едно девојче Јана постојано ќе се
нервира затоа што паѓа дожд, пролета и многу паѓа дожд. И татко и за да и помогна, ќе напишат писмо до облаците. И писмото ќе го стават во еден пакет заедно со еден кампарски фен и тоа преку ветрот ќе им го однесат на облаците. И ќе го примат облаците и потоа многу ведро ќе биде надвор и ќе може Јана да се игра со другарките и тоа што сака. Не, туку кога се разбудила Јана пред куќата, облаците се издолжеле и напишале фала на небото. За фенот. Ќе ги исуши од водата и нема да треба да врнат. Има. Ги цртала Гала. Таа има 6 години и многу убава црта. Овде Вања како лиже сладолед. Вања е китче. Ова е змијата Мија што сакала пуканки и картотирко. Еве ги лулашките во Финска. Ова е Матеа на музикалниот мраз. Ова е Брзи, едно пулжавче. Па така, пулжавите си имаат миња. Ова е семејството на Брзи. Да, ама не се баш приказни, туку е цела книга. Еве. Се вика Љубена изгубена вештарка и се уште ја пишувам. Се работи за деца што имаат волшебни моќи и се борат со многу злобни непријатели. Ја правам според една игра што претходно ја игравме јас и моите другарчиња. За крај ќе кажам дека е убаво да се прочита книгата, многу е смешна и дека ако ја прочитате, многу повеќе идеи ќе ви дојдат за заедно со татковците да правите приказни. Чао!